Националниот музеј за градежништво во Вашингтон ги воодушевува посетителите со новата изложба наречена Брик Сити, која повторно ги создава светските архитектонски ремек дела во лего коцки. Ова изложба носи чудо и радост на играта, но и опсежен поглед на архитектурата од целиот свет. Изложбата прикажува модели на лего на иконски структури, вклучувајќи ги Колосеумот во Рим, стадионот во Лондон, Empire State Building, катедралата Свети Василий, Бакингемската палата и пирамидите на Маите во Чиченица. За изградбата на околу 40 модели беа искористени околу 250.000 парчиња лего. Одиме на тури до згради на секој континент низ светот. Луѓето можат да научат многу повеќе за работите што се блиску до дома и за работите што се далеко. Имаме неверојатен простор за играње зад мене, каде што децата и возрастните можат да создаваат нешто прекрасно и да создадат сосема нов Вашингтон. Имаме мапа на Вашингтон, градете нови мостови, создавајте нови споменици, користете ја вашата имагинација. Тоа е се за денес. Два модели, традиционалниот марокански двор и споменикот на Линколн во Вашингтон, се меѓу наимпресивните. Бидејќи сме во Вашингтон, морам да го споменам споменикот на Линколн. Она што е забавно за тој објект е тоа што во тоа време лего не произведуваше орли или шапки како оние на споменикот. Наместо тоа, Ворен користел булови и превртени капи. Човекот зад зградите на лего е уметникот Ворен Елсмор од Велика Британија. Му требаа околу 8 месеци да го заврши, не сметајќи го 4-метарскиот модел на лондонската железничка станица Сент Панкрас, на кој му беа потребни 2 години. Еден модел е особено драг на Елсмор. Моделот од Антарктикот кој е истражувачка станица Хали 6, значи ако сакате да го погледнете на изложбата, ќе видите дека изгледа како 2 големи дамки на ски, црвена и сина. Но зад него ставаме слика од вистинската истражувачка станица Хали 6 на Јужниот пол, но и копија од мојот модел кој се наоѓа на Јужниот пол. Истражувањето на Антарктикот го виде тоа и праша дали може да имаат копија. Значи имаме модел на лего на Јужниот пол и малку од него овде на изложбата. И иако легото од секогаш биле дел од животот на Елсмор, тој вели дека го претворил во работа во 2012 година, кога Лондон беше домаќин на Олимпијадата. Инспириран од спортскиот настан, уметникот го создаде целото олимписко село од парчиња лего. Секој божик, секој роден ден, секоја прилика, ако ме праша што сакам за подарок, секогаш велам лего. Значи сега е со мене повеќе од 40 години и се сомневам дека веројатно ќе биде за колку години јас останав. Изложбата Брик Сити во Националниот музеј за градежништво ќе биде отворена за јавноста до пролетта 2025 година.